Започнати се оперативно-административните активности за изработка на техничка документација за домот за стари лица во Кочани. По распишаната јавна набавка за собирање понуди имало голем интерес од компаниите во државата. Центарот за развој на Источниот плански регион е носител на иницијативата, за што претходно обезбеди соодветна финансиска поддршка. Се очекува наскоро комисијата која е определена за разгледување на пристигнатите понуди да донесе конкретно решение за избор на најповолниот понудувач. Комисијата очекувам во текот веќе на идната недела да ја заврши целата работа и да видиме кој ќе биде избраниот понудувач кој што ќе работи на изработка на целата техничка документација за регионалниот дом за стари лица во општина Кочани. Има заинтересирани доста фирми, останаа да се евалуираат 5 фирми, ќе видиме кои ќе ги исполнуваат условите, однапред да не зборуваме за тоа. Тоа се средства што Центарот за развој на Источен плански регион ги обезбеди преку ГИСРЕД програмата за рамномерен регионален развој на Република Македонија. Очекуваме дека ќе имаме добри оператори кои што навистина ќе изработат квалитетна техничка документација. За домот за стари лица во Кочани претходно беше изработен и идеен проект, според кој површината за градба на објектот е 1140 метри квадратни. На оваа површина потребно е да се предвиди ресторантски дел и 3 ката за сместување на лицата. Според проектот, домот би требало да располага со 20 еднокреветни и 48 двокреветни соби, како и со 12 апартмани. Заради целосно исполнување на намената на објектот, од општината најавија дека старечкиот дом ќе биде приклучен и на постојниот систем на геотермална вода, затоа што во него, освен сместувачкиот, ќе има и балнеолошки дел со амбуланта и неопходен медицински персонал.